Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно предавање посветено на посланието до галатјаните. На почетокот од ова предавање ќе прочитам дел од стиховите кои ги обработивме минатиот пат, бидејќи сакам да кажам уште неколку важни нешта за нив. Слушнете што пишува во 4:9. А сега, откако го познавте Бога, или подобро, откако Бог ве позна, како сега повторно се враќате кон слабите и бедни стихии на кои сакате одново да им служите? Откако Бог ве позна, всушност значи откако Бог ви ги прости гревовите и ви даде вечен живот. Тоа е значењето на фразата да се биде спознаен од Бог. Павле им го проповедаше Евангелието на галатјаните, тие го прифатија и Бог ги спаси. Во овој стих апостолот Павле индиректно аргументира дека подчинувањето под законот, како средство за спасение, има ист ефект како и служењето на идоли посветени на лажни богови. Не дека тие две нешта се во суштина исти, но заедничко им е тоа што не нудат спасение. Стих 10. Внимавате на деновите, месеците, времињата, годините. Кога вели внимавате на деновите, апостолот Павле мисли на саботата. Во Колосјаните 2:16 апостолот пишува: па така, никој не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец, или саботи. Лажните учители со еврејско потекло инсистирале дека секој мора да ја почитува саботата како ден за одмор и да не врши никаква физичка активност во тој ден. Апостолот Павле, од друга страна, им вели дека ако го прават тоа со цел да го заслужат спасението, тие ја промашуваат поентата на саботниот ден како ден за одмор. Немам ништо против тоа некој да одмара еден ден во неделата. Според мене, тоа не мора да е сабота, и за повеќето луѓе неделата е посоодветен ден за одмор. Но тоа што треба да го имаме на ум е дека Бог ни го дал одморот за наше уживање и на него не треба да гледаме како на средство за придобивање на спасението. Значењето на фразата «Внимавајте на месеците» е слично. Лажните учители проповедале дека оние кои сакаат да добијат спасение треба да почитуваат одредени месеци во годината. Галатјаните, исто така, внимавале и на времињата, а тоа се однесува на одредени делови од годината, кога се празнувале празниците дадени во Стариот Завет. Но, тие празници беа само предслика на Христос и затоа нема потреба да се празнуваат. Павле исто така ги обвинува галатјаните дека внимаваат на годините. Тоа се однесува на еден дел од Старозаветниот закон. Бог им кажа на израелците секоја 7 година да не ја обработуваат земјата, туку да ја остават да одмори. Почитувањето на саботата и почитувањето на 7-та година како година на одмор се поврзани на некој начин. Па галатјаните ги прифатиле и сакале да ги применуваат со цел да му угодат на Бог и да го заслужат спасението. Повторно ќе напоменам. Законот не е лош, но проблемот е во тоа што никој не може целосно да го почитува. Јаков напишал: зашто кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Со други зборови, тоа значи дека секој кој прекршува дури и најмал детали од законот е виновен против целиот закон. Стих 12. Ве молам, браќа, станете како мене, затоа што и јас станав како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле. Како што можете да забележите, во ова послание апостолот Павле не користи само остар и строг речник, туку на моменти знае да ја смири топката и да има поинаков пристап кон галатјаните. Тоа што мора да го имаме на ум во однос на начинот на кој им се обраќа на галатјаните е дека апостолот го прави тоа само со една цел – да ги врати назад на вистинското Евангелие. На почетокот од посланието, неговите зборови изгледаат многу осудувачки и строги. Но мора да сватиме дека на апостолот не му било сеедно кога слушнал дека христијаните во Галатија прифатиле некое поинакво, лажно Евангелие. Замислете ситуација во која долг период вложувате време и енергија во некоја личност. И таа личност напредува и се подобрува, но по некое време повторно се враќа на старите проблеми од кои вие и помогнавте да излезе. Нема да ви биде сеедно, зарем не? Токму тоа се случува и со Павле и галатјаните.
Апостолот бил во нивната област, го проповедал евангелието. Тие поверувале и потоа останал некое време кај нив за да ги поучува. Сигурно вложил многу време и енергија во нив, а на крај тие како да го погазија сиот негов труд и прифатија поинакво евангелие. Затоа на моменти е строг кон нив. Но во овој дел од посланието малку ја смирува топката, надевајки се дека ќе ги сватат неговите намери и неговата љубов. И при сето тоа, вие не го презревте искушението на моето тело, ниту се погнасивте од него, туку ме примивте како ангел Божи, како Исус Христос. Кога Павле пишува за искушението на неговото тело, мислам дека станува збор за одреден здравствен проблем. Моje лично убедување е дека станува збор за проблем кој го имал со очите. Не можеме со сигурност да знаеме за каков очен проблем станува збор, но предпоставувам дека имал видни симптоми. Но и покрај тоа, галатјаните го прифатиле, а неговиот проблем ниту за момент не бил пречка во начинот на кој поверувале во евангелието. Истото се случило и во градот Коринт. Слушнете што пишува во стиховите 17 и 18. Тие не ревнуваат за вас добро, туку сакаат да ве одвојат од мене. Та вие за нив да ревнувате. Добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум јас помеѓу вас. Пораката на Павле кон христијаните во Галатија е следнава. Вие треба да го барате тоа што е најдобро за вашите души. Но учителите кои ви проповедаат поинакво евангелие не ви го даваат тоа што е добро и корисно за вас. Всушност, главната цел на тие учители со еврејско потекло беше да создадат што повеќе нови обратеници во нивната религија. Многу слична ситуација имаше во црквата во Коринт. Слушнете што пишува апостолот Павле во 2 Коринтијаните 11, 12 до 15. Но, она што го правам, ќе го правам и понатаму, за да не им дадам повод на оние, кои бараат повод, па да се изедначат со нас, во она за кое се фалат. Зашто таквите луѓе се лажни апостоли, лукави работници, кои се преправаат во Христови апостоли. И не е за чудење, па и самиот Сатана се преправа во ангел на светлината. Па затоа и не е големо нешто ако и служителите негови се преправаат како слуги на правдата. Но нивниот крај ќе им биде според делата нивни. Не сум 100% сигурен, но мислам дека истите учители кои проповедаа во Галатија, исто така отидоа и во Коринт и таму ги ширеа своите лажни учења. Затоа Павле мораше да ги предупреди христијаните во Коринт и да им каже да внимаваат, бидејќи лажните учители беа вешти во зборување и кон себе привлекуваа голем број луѓе. За жал, и денес се појавуваат се повеќе лажни учители кои навидум покажуваат некаква побожност или знаење од Библијата, но всушност се волци во овчја кожа. Затоа христијаните треба да бидат трезвени и да внимаваат кого слушаат и кого следат, бидејќи една од карактеристиките на последните времиња ќе биде појавата на лажни учители кои ќе успеат да заведат мнозина. Пред некое време слушав човек како го објаснува празникот Божики. Станува збор за личност која е либерална и е дел од познат култ. Додека ја објаснуваше Божикната приказна, не можев да најдам никаква грешка во тоа што го кажа. Но кога почна да ја толкува Божикната приказна, рече дека Марија не била девица која го родила Исус, дека Исус бил посебен, но не и оталотворен Бог и слично. Јас не му поверував, но сигурен сум дека некои луѓе го прифатија тоа што го кажа. Тој беше лажен учител, но многу добро и вешто ја прикри својата лажна наука. Токму такви луѓе дојдоа во црквата во Галатија и Павле ги предупреди христијаните против нив. Апостолот навистина ги сакаше галатјаните и му беше многу жал што тргнаа по лош пат. Слушнете ги неговите зборови во стих 19. Чеда мои, за кои сум пак во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Тој им се обраќа на оние кои се наново родени. Мислам дека не го доведува во прашање нивното спасение, но сепак сака да им даде до знаење дека се наоѓаат во опасна ситуација. Стих 20. Сега би сакал да бидам меѓу вас и да ви се обратам со поинаков тон, бидејќи сум во недоумица за вас. Павле сакаше да биде присутен помеѓу галатјаните, за да им зборува со поинаков тон и да може да ги вразуми. Се надевам дека од овие стихови можете да забележите колку многу ги сакаше и се грижеше за нив. Ке го прочитам и следниот стих.
Кажете ми, вие, што сакате да бидете под законот, зарем не го слушате законот? И денес има луѓе кои сметаат дека целиот закон треба да се почитува, но таквите не знаат што зборуваат. Да се почитува законот не значи само да се почитуваат 10 Божји заповеди, туку сите закони кои беа дадени преку Мојсей, а на број ги има повеќе од 600. Никој човек досега не успеал да ги пази сите тие правила. Затоа Павле им вели на галатјаните: зарем не знаете што вели законот? Односно, зарем не сте свесни што значи да се подчините под законот? Кога Бог му го даде законот на Мојсей, се случи нешто навистина страшно. Слушнете што пишува во Излез 19, 16 до 21. А третиот ден, на осамнување, загрме и молњи засветкаа, и настана густ облак над планината, и затруби труба со многу силен глас, така што затрепери сиот народ кој беше во логорот. Тогаш Мојсей го изведе народот од логорот, за да го пресретне Бога, и застанаа во подножието на планината. А Синајската планина целата беше во дим, зашто Господ беше слегол на неа во оган. И дим се креваше од неа, како дим од печка, и целата планина силно се тресеше, и гласот на трубата стануваше се посилен. Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше гласно. И Господ слезе на планината Синај, на врвот од планината, и го повика Господ Мојсей на врвот од планината. Мојсей се искачи. Тогаш Бог му рече на Мојсей: слези и кажи му на народот да не навалува за да го види Господа, та да не изгинат мнозина од нив. Бог заповеда народот да стои настрана и да не се приближува до гората. Сакате да знаеш што се случи потоа? И сиот народ ги гледаше молњите и пламенот и гласот на трубата што трубеше, и ја гледаше гората што се димеше, и откако го виде тоа, народот се уплаши и се оддалечи. Па му рекоа на Мојсей: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме, но да не ни зборува нам Бог, за да не умреме. Како и израелците, така и ние не сме во состојба вистински да сватиме што значи Божјата светост и да живееме според неа. Со други зборови, тоа значи дека не можеме да живееме според Божите свети стандарди. Токму затоа Библијата ни вели дека сме грешници. Во посланието до Римјаните 8, 6 и 7, апостолот Павле вели дека телесниот ум е непријателски настроен кон Бог. И не само телесниот ум, туку целиот свет е против Бог. Светот секојдневно станува се полош, затоа што секојдневно се оддалечува од Бог и од неговиот збор. Тоа е така, бидејќи светот е воден од телесни луѓе, чии умови не можат да го разберат и применуваат тоа што е запишано во Библијата. Поентата ми е следната: ние луѓето не можеме да живееме согласно на Божјиот закон. Потребна ни е Божјата милост за да ни бидат простени гревовите и Божјата сила за да растеме во светоста. Воопшто не ме чуди фактот што израелците се оддалечија од Синајската гора и рекоа: ќе умреме. Иако не целосно, ама барем делумно ја сватија Божјата светост и слава. И дојдоа до заклучок дека се грешни и недостојни да се појават пред него. Во писмото се вели дека Бог е воздигнат и величествен, а ние грешни и духовно паднати. Ние сме суштества кои се создадени според Божиот лик, но и суштества кои секојдневно на збор и дело се противат на Божиот стандард. Токму на тоа мисли Павле, кога вели дека телесниот ум е непријател на Бог. Бидејќи водени од нашите умови, ние правиме и кажуваме нешта кои се спротивни на Божјата волја откриена во писмото. Во стих 21, апостолот Павле им вели на галатјаните: вие, кои сакате да живеете под законот, зарем не знаете во што се впуштате? Стихови 22 и 23. Зашто е напишано дека Авраам имаше двајца синови, еден од слугинката, а друг од слободната. Но оној што беше од слугинката се роди по тело, а оној што беше од слободната по ветување. Во тоа време постоеле закони според кои ако господарот има син со слугинката, тој син се уште важел за слуга. Така што Исмаел истовремено беше и син на Авраам, но и слуга. За разлика од него, Исак имаше поинаков статус. Не само тоа, туку неговото раѓање беше навистина чудесно. Во посланието до Римјаните, апостолот Павле пишува дека утробата на Сара, сопругата на Авраам, беше мртва. Со други зборови, таа не можеше да раѓа. Иако нејзината утроба беше мртва, сепак Бог направи чудо и таа роди дете. Во овие стихови Павле ги споредува двете мајки
и двата сина. А ова е речено сликовито. Двете жени се двата завета. Едниот од Синајската гора, која раѓа за робство, а тоа е Агара. Павле ја споредува Агара со Синајската гора, односно со законот. Бидејќи Агара значи Синајската гора во Арабија, а соодветствува на сегашниот Ерусалим и робува со децата своји. А горниот Ерусалим е слободен. Тој е мајка на сите нас. Ова Ерусалим е така наречениот Нов Ерусалим, за кој читаме во глава 12 од книгата Откровение, каде пишува дека градот ќе се спушти од небо. Зашто е напишано: развесели се неплодна, ти што не раѓаш, воскликни и извикај ти, која не си искусила породилни маки, бидејќи напуштената има многу повеќе деца од онаа која има маж. Токму тоа и се случи. Од Сара произлегува многу повеќе деца отколку од Агара. Вие пак, браќа, сте како Исак, чеда на ветувањето. Ние христијаните можеме духовно да се родиме и на тој начин да бидеме Божи деца. Бог ни го вети тоа. Но, како што тогаш оне што се роди по тело го гонеше родениот по дух, така е и сега. Синот на слугинката го гонеше синот на слободната. Легализмот е идеологија која се противи на Евангелието. Легализмот промовира спасение преку заслуга, а Евангелието промовира спасение преку благодат. Сакам да знаете дека на луѓето не им се допаѓа идејата за спасение преку благодат. Тие не сакаат да добијат вечен живот, тие сакаат да го заслужат. Затоа, секој кој проповеда и промовира спасение по благодат, мора да биде подготвен да се соочи со опозиција. Може би тоа е една од причините зашто денес се помалку се проповеда вистинското Евангелие. На луѓето, едноставно, не им се допаѓа идејата дека Бог ќе им даде спасение преку вера. Тие сакаат да го заслужат спасението, а изгледа дека не знаат, оти не се способни да го заслужат. Библијата многу јасно не учи дека во Исус Христос имаме се што ни е потребно за вечен живот. Нема потреба да го надополнуваме спасението со своите добри дела. Една од главните замки на легализмот е токму таа, идејата дека страдањата на Исус беа добри, но дека спасението го добиваме само ако и ние страдаме, или ако и ние правиме добри дела. Тие доктрини се спротивни на библиското Евангелие. Во Новиот Завет јасно пишува дека единственото нешто што Бог го бара од луѓето е да поверуваат во смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос. Нема потреба да се трудиме да правиме добри дела со цел да го заслужиме спасението. Спасението се добива преку вера. Тоа не значи дека не треба да правиме добри дела. Но библиски гледано добрите дела треба да се резултат на спасението, а не повод и причина за спасение. Од исклучителна важност е да ги разбереме овие нешта и да не ги мешаме едно со друго. А што зборува писмото? Истерај ја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. Бог ни порачува и нам денес. Ослободете се од секаков вид легализам во вашето срце и обрнете внимание на Исус Христос. И така, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. За крај, сакам да ве прашам нешто многу важно. Дали навистина сте поверувале во Господ Исус Христос? Дали го имате спасението кое се добива преку вера во неговата смрт и воскресение? Или може би се обидувате со своји сили и со добри дела да ја заслужите Божјата љубов и простување? Сакам да знаете дека никогаш нема да можете да го заслужите спасението. Ако сакате да го добиете, мора да поверувате во Христос и да го следите. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Се надевам дека ќе ни се придружите следниот пат. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram.
Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.